Ми е интервју со деканот на Богословскиот факултет Ѓоко Ѓорѓевски. Добро дојдовте во интервјуто за Мија. Добро ве најдов. Ке поразговараме малку во пресрет на вашиот патронен празник на 8 декември. Сега, значи, славите 45 години од функционирањето на факултетот. Декан сте на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски, чијшто указ за прогласување на уредбата за основање на овој факултет беше објавен токму на 8 декември 1977 година. Значи, како што веќе кажав, 45 години веќе функционирате како највисока црковно-просветна установа во земјава. Како функционира факултетот денес? Денес факултетот делува како придружна членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со 15 професори и асистенти и околу 80 редовни и воредни студенти во сите години. Сместен е во една скромна зграда покрај црквата Свети Јован во Капиштец. Така да однадвор можеби не се забележани големи промени ни со овие 45 години, но однатре ве уверувам дека Православниот Богословски факултет прерасна во една сериозна, квалитетна, високообразовна богословска институција. Факултетот мина низ различни фази и премрежја, 45 години не се малку. За денес да биде дел, како што веќе кажавте, од Универзитетот Свети Кирил и Методи, ќе може ли накусто да ни го прикажете историјатот на самиот факултет од неговото основање до денеска? Значи, како првично сте формиравте, како денеска стигнавте да бидете дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи? Факултетот е основан 1977 година, значи во еден период непосредно 10 години после прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква. Е увидено дека поради потребите на црквата, а заради состојбата на истата таа црква која се наоѓа во изолација, дека е потребно да има и своја високо образовна институција, кога за прв декан е поставен тогашниот митрополит Повардарски, а потоа архиепископ господин Гаврил. А за професори се најдобрите наставници, професори од Македонската православна богословија. Јас имав можност да се запишам на овој факултет само 10 години по неговото основање, така што познатите имиња на професорите Трајан Митревски, Борис Бошковски, Јован Билчовски, Јован Таковски, Петер Јорданов, беше чест да се биде нивен студент и ученик. Но секако беше потребно еден период на време за успособување на професори како академски кадри, значи да продолжат со последипломски студии, да магистрираат, докторираат. Кај нас се уште не постоеше таква можност. За среќа, делот и сегашните наши професори успеа своите студии после завршувањето на овој факултет да ги продолжат на некои од факултетите на нашиот универзитет, најчесто на филозофскиот. Но денешните професори и асистенти во најголем дел своите студии ги имаат завршено во странство. Некои целите, некои само последипломските студии во големите универзитети во Солун, Софија, Санкт Петерсбург, Келн, Берлин, Рим. Се надевам дека ги наброив сите. Така да до денес имаме запишани вкупно 1500 студенти, со кои може да кажеме само еден мал дел успеале да ги довршат своите студии. Во кој смисол да ги довршат? Целосното 4-годишно образување или? Веројатно, очекувањата на дел од кандидатите се поинакви при запишувањето и откако ќе се запишат. Значи се соочуваат со сериозни проблеми, каде што освен богословските проблеми, стручните богословски предмети имаат потреба и неопходно е да се сретнат со изучување на старите јазици, на црковнословенски јазик, на старогрчки јазик. Единствено на нашиот факултет се изучува и староеврејскиот јазик на нашиот факултет. Така што верувам дека можеби преобеменоста на материјалот, можеби разликата во очекувањето при запишувањето и отпосле е причина за дел од нив и да ги прекинат своите студии. Од која година факултетот стана дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи? Тој од 2009 година, откако повторно велам, факултетот веќе застана на
на сериозно на нозе, веќе подновен со сериозни млади кадри. Ние сметаме дека тоа е огромна придобивка, можност за соработка со другите факултети на универзитетот, но ни ги отвори вратите за меѓународна соработка, посебно во времето додека состојбата на црквата беше незавидна поради наложената изолација. Кој се може да се запише на богословија и каков е интересот изминатиот период за запишување на овој факултет? Има ли некој критериум и што понатаму освен работата во црковните средини? Какви перспективи отвара завршувањето на овој факултет за оние што ќе се одлучат за него? Најголемиот дел од студентите се оние кои завршиле средно богословско образование, но факултетот е отворен за сите заинтересирани. Значи, без разлика на возраста, полот, заинтересираноста е различна со текот на годините, можеби најголема била во 90-тите години, кога освен голема заинтересираност на студенти, имаме и на студентки. Можеби половина од студентите во тоа време се девојки, но тоа е токму затоа што тога се следеа тие процеси и промени кои што и се очекуваше дека во основните училишта ќе има веронаука и дека девојките откако ќе го завршат факултетот ќе бидат ангажирани во образованието, што за жал не се случи единствено кај нас. Инаку, од студенти сме имале, најчесто најголемиот дел се од Македонија, од соседните земји, сме имале студент дури од Африка, и најголемиот дел од студентите се од православна вероисповест, што е сосема разбирливо, но имаме и од други христијански конфесии, од католичка, од протестантска вероисповед. Со тоа што секако дека најголемиот дел од студентите по завршувањето ќе биде ангажиран во црквата, како свештени лица во администрацијата, скромна е можноста за нивно ангажирање надвор, иако имаме такви примери, имаме во министерства, во различни други организации. Значи потребни се експерти по црковни прашања и во останатите сфери, ова што се случува изминатиот период го отвори тоа прашање. Дали сега на овој факултет споминавте дека голем број професори кои што во почетокот предавале тука своите постдипломски студии и докторски студии ги завршувале надвор? Дали сега факултетот овозможува такво дообразување? Секако од 2015 година, за нас тоа е придобивка, успеавме да организираме втор циклус на студии. Во моментот имаме една програма, една специјалистичка програма наменета за наставниците по етика во религиите во основните училишта. И од пред неколку години за прв пат беа започнати докторските студии. За нас тоа е голема придобивка и сметаме дека е голем успех на факултетот. Можеби тоа што за останатите факултети одамна било реалност, ние сега тоа ги чекориме тие први чекори. Значи, вие чекорите малку понапред, за разлика од нашата црква и сето она што се случува со прашањето црковно изминатиот период. Факултетот минал низ различни фази и премережи и денеска е рамо до рамо со останатите факултети во земјава. Значи, сега и ми кажувате дека имате и постдипломски и докторски студии. За разлика од Македонската црква, која се уште не може да се каже дека е рамо до рамо со останатите православни цркви во светот. Годината што изминува се отвори еден поинтензивен процес за решавање на прашањето на автокефалноста. И во контекст на сето ова што го зборувавме за образување на кадри и сето она што се потенцира во јавноста изминатиот период, дека за да се стабилно насочиме кон решавање на ова прашање, голема улога игра токму богословскиот факултет, односно кадрите што треба да произлезат од него во насока на оние што ќе се занимаваат со црковната дипломатија. Колку е таа важна за животот на црквата, особено за решавање на едно од најважните црковни прашања, би рекла, во историјата на Македонската православна црква, колку се обрнува внимание на црковната дипломатија при образувањето на овој факултет тука? Може би поинако би го поставил или прашањето или би го одговорил во смисла дека една од покрај бројните предмети кои што спомнав дека се изучуваат и оние кои што се стручни и оние кои што се смета дека се неопходни за наобразба за да идните дипломирани теолози бидат на едно исто ниво со останатите дипломирани на другите факултети на нашиот универзитет.
е тоа дека треба добро да ја познаваат животната, би рекол, дипломатија, а тоа е дека да, потребно е знаењето, потребно е науката, но најважно е дека животот треба да биде заснован врз принципите кои што се изучуваат во таа наука, односно да биде врз вистината, правдата, вистинолюбието во секој однос. Значи во однос со другиот човек, во однос со другите институции, во однос со другите цркви. И верувајте дека доколку си има таква поставеност, секогаш таквата поставеност ќе заврши со добри резултати. Значи тоа се позитивните придобивки што еден студент тука треба да ги добие како ќе го заврши факултетот. Меѓутоа, може поконкретно да ми кажете дали се води соодветна обука за црковна дипломатија, значи бидејќи тоа е термин кој што е познат и надвор од границите на нашата земја, значи постои ли некој посебен предмет, како таа се изучува во текот на студиите? Или е вметната во некои други предмети што се изучуваат на овој факултет? Значи на факултетот постојат предмети како што е социјална теологија, мисија на православната црква, каде што се разгледуваат разни прашања и се даваат насоки како да се однесуваме во едно општество, какво е местото на идниот свештеник и политиката, какво е односот, како и треба да го гради односот со оној кој е различен од него, значи не само односот со другите православни и со православните цркви, туку и со другите христијански заедници, со другите религии. Значи голем број на прашања кои што треба да му помогнат, а кои што реално ќе се соочи секако во животот, без разлика дали ќе биде свештеник на парохија, дали ќе биде професор или ќе стигне до највисоките позиции раководни во црквата. Ке може ли да ми одговорите, која води црковната дипломатија во нашата православна црква во моментов? Вие бевте дел од кабинетот на архиепископот, но исто така бевте амбасадор во Ватикан. Значи многу добро ви е познато значењето на дипломатијата. Во светло на последните случувања во црквата, кој ги води овие процеси? Дали има посебно обучени свештени лица за црковна дипломатија, дали тоа е нешто што е во надлежност на поглаварот на Македонската православна црква или има некој свој тим кој што ги води тие процеси? Како сето тоа се случува? Нели го спомнавте Ватикан. Во Ватикан постои една академија, понтификална академија, и таму се обучуваат и веќе се избираат како студенти определени лица кои што подосна ќе послужат како дипломати, папски нунци, значи амбасадори во другите земји, но тоа е затоа што Римо-католичката црква има свој државен апарат, таа е држава која што е нели признаена, каде што има представници амбасадори, каде што таа исто така испраќа. Кај нас сите прашања од меѓу црковните односи, односите со другите држави е во доменот на Светиот архиерейски синод, раководен од поглаварот, и чинам дека и во изминатиот период тоа сосема јасно дека имаше бројни активности, делумно знаени, делумно сигурно незнаени, од причина што во тој период изминат на тие 45 години, сигурно дека голем број од тие видувања, средби, активности не можеле да бидат објавувани за да не се наштети можеби на другата страна, што не значи дека не постоеле. Во секој случај единствено одговорни се Светиот архиерейски синод и поглаварот и начинот на кој што тие во моментот и во дадените состојби решаваат дека тоа треба да се реализира. Чинам дека надвор самостојни црковни политики дека се не би било во ред кои не се координирани со Светиот архиерейски синод. Какво значење има примањето во канонско единство на нашата црква со Вселенската патриаршија? Исклучително значење. Знаеме дека таа одлука во мај го смени текот на работите и дојде до ова што ние сме денес. Од една страна, тоа значеше признавање и препознавање на Македонската православна црква, Охридска архиепископија како жива црква, како канонска црква, признавајќи и прифаќајќи во статусот како што е. И давајќи препорака на другите православни цркви, посебно на Српската православна црква, како нели мајка црква, да ја продолжи таа постапка. Видовме што се случи
понатамо дека и тоа ги охрабри на вистина денес голем дел од православните цркви. Мислам дека само мал број се немаат изјаснето по прашањето на склучување канонско единство со Македонската православна црква, што значи дека зборот на Вселенскиот патриарх очигледно дека далеку стигнува. Причинско-последични беа поврзани тие процеси. Најпрво истапи Вселенската патриаршија, потоа дојде томосот за автокефалност со страна на МПЦ. Некои го нарекуваат така наречен, некои го нарекуваат акт томос. Се отвара прашањето дали двата процеси беа поздравени како обид за поместување и дека со сето тоа значи се оди напред во процесот на автокефалијата на МПЦ-ова. Но изгледа дека и во самото наше општество, но и во црковните кругови како да нема единство за патот по кој што тоа треба да се реализира. Која доделува автокефалноста, кој е патот за добивање на автокефалноста, значи може ли да појасниме дали има едно единствено правило? Како се случува автокефалноста на една православна црква? Да имаше едно единствено правило, немаше да постојат разногласија. Дали постои канон кој што треба да се почитува? Каноните постојат и станува збори за интерпретација на каноните. Она што можеме да го кажеме дека последната тешка патека од полувековниот маратон на Македонската православна црква во борбата за автокефалија врвеше по сите канони до сега. Значи, делот на измирувањето со Српската православна црква, добивање согласност и благослов, воспоставување на едни односи кои што доликуваат на вистина помеѓу две сестрински цркви и кои што даде поттик и другите, посебно словенските цркви, да ја прифатат Македонската православна црква таква каква што е, дури и кога станува збор нели за името, без никакви посебни условувања. Треба и тоа да се нагласи дека тоа е еден од проблемите кои што се уште не е дојаснет во православната црква. Познато е дека пред неколку години беше свикан Критскиот собор и каде што точката за автокефалност беше тргната од дневниот ред, знаејќи дека нема да се има едногласно решение за начинот и постапката по кој што треба да се дојде, иако потоа и на Критскиот собор дел од православните цркви не учествува, како и да е тој од голема важност, одлуките се од голема важност, но важно е и тоа дека во овој случај ние можеме со сигурност да кажеме дека сме признати и прифатени како автокефална црква со еден административен процес кој што треба да се дореши. Ние мораме да ги почитуваме сите добри одлуки и од Белград и од Цариград и да бидеме благодарни за отвореноста која што се покажува во процесот на разрешување на црковното прашање. И мораме да се обидеме, можеби да бидеме поединствени и да го гледаме првенствено интересот кој е на црквата и на народот секако. Има едно, да кажам, народско прашање. Процесот е почнат. Треба да заврши. Значи, ние веќе чекориме по тој процес. Кога ние ќе кажеме дека сме автокефални? Кога ќе не признаат сите православни цркви, односно ќе ја признаат таа автокефалност, или кога ќе Вселенската патриаршија го донесе конечно тој акт дека по цел изоден пат Македонската православна црква, Охридска архиепископија е автокефална? Значи, ние сме веќе автокефална црква. Ние сме веќе и препознаени како автокефална црква од другите од мноштвото, како што реков, православни цркви. До сега одговор можеби нема дојдено од тие кои што не успевале да заседаваат и да говорат по ова прашање. Значи, тој дел тука воопшто не е спорен, освен, би рекол, административното регулирање и довршување на целиот процес. Мислам дека е неблагодарно да се прават некакви споредби со една независност на една држава која што оди понатамо кон процесот на целосно прифаќање од сите останати. И Македонија се прогласи како независна држава, имаше потреба, нели, и ние се уште пак чекориме кон патот кон прифаќање во Европската унија. Значи, тоа е една патека која што треба да се изоди, ама што не го поставува под знак прашалник, не ја поставува независноста и самостојноста и статусот на државата како самостојна. Мислам, тоа се работи кои што треба да се појаснат, што не треба да се каже дека не треба да се вреднува и патот што треба да се доди до конечниот томос кој што треба да стигне од Цариград, дали после 1 месец, 1 година, 10 години,
Ние треба да продолжиме да работиме така како што и да делуваме, така како што досега сме правеле и со една отвореност евангелска кон сите останати сестрински цркви кои што ни подаваат и ни подадоа рака во изминатиот период. Дали сметате дека на тој пат името ќе биде проблем? Бидејќи сега се отвора и тоа прашање. Некои велат Охридска архиепископија, некои велат Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Сето тоа го поврзуваат со Преспанскиот договор. Зборот Македонска, имаме тука и различни именувања на православните цркви во светот, некој според државата, некој според древната црква во државата или одреден град каде што таа почнала да функционира во одредена држава. Дали сметате дека тука прашањето за името може да представува некаква препрека? Мислам дека до некаде постои некаква согласност и во црквата, мислам дека и помеѓу народот, дека за собствена, за домашна употреба, значи и никогаш не се не размислувало дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија како целосно име, дека ќе треба некако да се менува. Имајќи го предвид ставот на блокот на грчките цркви, се укажа една отвореност во тој дел да се прифати именувањето во тој меѓународен контекст да биде Охридска архиепископија според седиштето на самата црква, кое што нашата Македонска православна црква се нарекува Охридска архиепископија, делот името и наследничка на Охридската архиепископија, и значи тука не би требало да има проблем. Секако останува со сите оние цркви кои што до сега не признале како Македонска православна црква, како што се српската, руската, не знам, полската и останатите. Не гледам причина дека не треба поинаку и да да се именуваме. Значи, од прилика тоа е ставот, се надеваме дека тоа ќе биде прифатлив и нема да биде проблем, и дека тоа е разјаснето досега и со Вселенската патриаршија во тој одот кон конечното разрешување на ова прашање. Богословскиот факултет е всушност возобновител на Свети Климентовиот универзитет, кој функционирал пред 1000 години, мислам, не илјадници. Долга традиција и историја е на Охридската архиепископија, вкорената во генот на нашиот народ. Имавме еден проблем, сега се соочуваме со друг проблем. Именно минатата недела на последниот состанок на Македонско-бугарската комисија за историски прашања беше отворено прашањето за Охридската архиепископија. Предизвика бура реакции во јавноста сето тоа, дека не е место црковното прашање да се разговара во историската комисија, иако следниот ден излегоа членовите на македонскиот тим, па и политичари да демантираат дека во комисијата воопшто се говори за статусот на МПЦО. Меѓутоа, самото споменување на Охридската архиепископија таму предизвика реакција. Кој е вашето мислење, иако тие тврдат дека тие говорат од историски аспект? Како е прикажана во учебниците, како ние прикажуваме, како ја прикажуваат во бугарските учебници, колку комисијата е место за вакви дискусии? Тешко прашање. Познато е дека Охридската архиепископија ги минувала чисто своите граници, но знаела да биде голема од Молдавија и Романија, па се до Јужна Италија. Тоа значи дека таа секако дека е дел од животот, од историјата на многу народи. Значи тука е Романија, Бугарија, Србија, Грција, Албанија, Јужна Италија, но е неспоредливо значењето на Охридската архиепископија за нашиот народ и нашата црква со сите останати. Значи, според мене и според моето скромно мислење, ако се има некакви заеднички ставови, тоа треба да го прават сите тие останати земји, нели, заедно. Охридската архиепископија, токму заради тоа, сите останати цркви околни, кои што биле дел од Охридската архиепископија кога се возобновувале, никој не се повикал на неја. За разлика од Македонската православна црква и почетоците, да се подсетиме на првиот црковно-народен собор, 45-та година во Скопје после Втората светска војна, и во резолуцијата се донесува одлука дека треба да се возобнови Охридската архиепископија, таа да се нарекува Свети Климентова Охридска архиепископија. Значи, дури не се спомнува дека треба да се именува како македонска, архиепископот да биде архиепископ Охридски. Па и денес, ако сакате, архиепископ прво се нарекува архиепископ Охридски, па потоа и македонски.
Имајќи го предвид сето тоа, имајќи предвид дека ние говориме за историја, но знаеме дека и поводот за сите овие дискусии нели на комисијата што ги води се секако дека имаат своји импликации во денешното политичко наше живење и би било можеби пожелно доколку е можно да се исклучат затоа што станува збор за еден процес кој се уште трае, а можно е да може и да наштети на него. За некои, веќе говоревме, црквата не беше самостојна, за некој проблем. Името за некој проблем е потеклото, генезата. Се тоа се многу предизвици. Како дипломатски да се пристапи кон решавање на овие прашања? На патот на целосната, да кажам, автокефалност на црквата, а при тоа да не се помеша тука политиката, бидејќи гледаме дека политиката неминовно се мешали, тоа воопшто не е можно. Да ја трнеме политиката на страна, кога говорам за политиката, зборувам и геополитиката, значи случувањата во Европа, војната во Украина, Русија војува во Украина. Го знаеме статусот и на украинската црква, значи политиката се прелева и во животот на црквите во Украина, во останатите православни цркви, тука на Балканот, значи како дипломатски да се пристапи, а да се задржи независноста на црквата и одвоеноста на црквата од државата. Дали тоа е воопшто можно? Или мора некакво помирување со политиката? Ние мора да признаеме дека истите граѓани што ја сочинуваат државата се истите верници што ја сочинуваат и црквата. Не можеме и црквата не може да се иземе од да речеме текот на политичките случувања. Впрочем, ако сакаме да бидеме искрени, и проблемот што го имаше половина век Македонската православна црква не беше црковен, туку беше политички пред се. Иако и токму веројатно ова поместување во последново време на случувањата придонесе да овие настани да добијат ваков тек. Значи не верувам дека е можно, а веројатно е единствено само потребно да се заштити политиката од црквата и црквата од политиката. Значи да си ги знаат можностите и да си ги знаат надлежностите, да. И доколку секој си се држи во својата област, чинам дека нема да има понатамошни проблеми, а бидејќи се работи за нешто што е од заеднички интерес на сите граѓани, значи секоја помош и поддршка и од страна на државата и од општествените фактори, од медиумите, исто така е добре дојдена. Ние знаеме дека посебно во овој последен период медиумите одиграа значајна, ако не одлучувачка улога во овој процес. За улогата на медиумите, значи особено во овој, да кажам, овој чувствителен период за црквата, и кај медиумите се чувствува некаква поделеност. Како и во општеството, едни медиуми фаќаат една страна за патот по кој што МПЦ треба да стане автокефална, обвинуваат други медиуми. Значи влијанијата некако се случија и во медиумите. Колку е важна туку улогата на медиумите во борба против лажни вести, против различни страни, значи во правилно информирање за црковното прашање. Првото, секако што сакам да го истакнам, дека во овој период изминатиов, последниве месеци, мојата проценка е дека медиумите беа конструктивни, поголемиот дел од нив, ако не сите има разбирања и за времето кога црквата даваше објаснувања, но и црквата кога побара да се причека и дека во тој момент можеби нема потребно објаснување затоа што не е дојдено времето да се тоа објасни. Поделеноста на медиумите не можеме ние да ја спречиме никако. Веќе со тоа што секој од нас со текот на времето, исто како на луѓето, научуваме кому можеме да му веруваме, а кому можеме да не му веруваме. Така што во овој случај чинам дека е добро да биде засилена можеби и комуникацијата со Светиот архиерејски синод, да се дадат вистинските насоки или насоките во кои што се движат работите. Поголема отвореност кон медиумите. И ако кажавте некои процеси,
не можеле да бидат толку истакнати во медиумите. Во дадениот период, но од последни стана за сите јасно. Значи, некогаш е време кога нешто може да се каже, некогаш може би додека не се заврши целиот процес може би добро да се примолчи. Врз основа на искуството досега, немаме причина да се сомневаме дека насоката во која што се движат работите не е позитивна. Значи, како уште еднаш ќе појаснам, автокефалноста веќе е реалност, административното регулирање веројатно ќе биде привршено, таа е веќе дел од православното семејство и од таа причина чинам дека е една значајна придобивка и црковно гледано веќе црквата го нема, не постои тој канонски проблем. Таа шизма, така наречена, која беше во минатото. Сега, следната недела прославувате, значи, 45 годишнина, вашиот патронен празник, Свети Климент. Какви активности се планирани? Значи, Богословскиот факултет и воопшто. Богословскиот факултет неколку години наназад започна да го одбележува патронот на еден можеби скромен, но значаен начин, организирајќи годишна Свети Климентова конференција, така да и оваа година на 6 декември ќе се случи уште, чинам, петата поред Свети Климентова конференција, но затоа пак за свеченото одбележување бевме удостоени и ќе се приклучиме кон државното одбележување на Денот на Свети Климент на Свечената академија на 7 декември. За крај, почна Божичниот пост овој понеделник. Некоја порака до гледачите и читателите на МИА за Божичниот пост и воопшто за престојните празници кои што следат. Се наоѓаме на почетокот од Божичниот пост. Имаме пред нас 40 дена да се подготвиме за еден од најголемите христијански празници со кои што се одбележува Христовото рождество. Тоа ни дава можност сите овие денови духовно да се подготвиме за раѓањето на Христос во нашите души. Да оставиме простор за доброто, вистината, љубовта, почита кон сите луѓе. Ви благодарам за интервјуто за МИА. Вам ви благодарам.